Благодарам, колешке, на репликата, меѓутоа не ми одговоривте во врска со студентскиот град, за тоа како ќе биде хотел со 5 звезди, за младинската гаранција која ја ветувавте, не ми одговоривте кога ќе ја започнете. Значи, манипулирате со младите, манипулирате дека живеат подобро, дека име нешто подобро. Знаат и гледаат што се случува. Пред некој ден излезе информацијата дека сме трети во светот по младинска невработеност. Што повеќе од тоа треба да се каже? Зборувавте за и цело време во вашите реторики се провлекува истото, вложување во човечки капитал, вложување во младите е тоа, колешки. Вие тоа што не го правите. Да вложувате во образованието, да вложувате во здравствената заштита. Токму затоа младите ни избегаа од државата и не само младите. Понатаму спомнавте некаква синдикална потрошувачка кошничка, не знам каква е таа синдикална потрошувачка кошничка. Зборувавте за економија. Па, колешке, ако стварно блескавме како економија и држава, како што тврдите вие, премиерот Зоран Заев, тогаш немаше и Пендаровски да сака да се исели од Македонија. Зборувавте и за одбраната, но јас мислам дека и репликата на колегата генерал во пензија ќе биде во таа насока, па така да тогаш ќе има можност да ви одговорам. Инаку, стварно е смешно кога ќе ви ги дадат информациите, вие ги кажувате тука на говорница, а стварно не сте информирани, дали е тоа така или не е така. Зборувам во врска со превозот на припадниците во армија. Има реплика.